И покрај тоа што од регулаторната комисија за енергетика ветија дека грешките во сметките за струја ќе бидат поправени, сепак граѓани се жалат дека и овој месец добиле астрономски сметки. Главната причина за тоа е нередовното читање на броилата. Лесно се случува потрошувачите да се распределуваат во погрешни ценовни блокови. За сега единствен начин граѓаните да се заштитат е самите да ги читаат броилата и за состојбата да ја информираат ЕВН. Трајно решение ќе биде поставувањето на дигитални броила за сите домаќинства, кое според новиот закон за енергетика треба да заврши најдосцна за 7 години, но останува отворено прашањето на чиј трошок ќе биде тоа. По законот е дека во владата треба да одлучи, меѓутоа владата ќе направи се за во интерес на граѓаните, што значи дека ќе допрва уште не сме дискутирале за тоа, меѓутоа ќе направиме се за граѓаните да немаат никакви додатни трошоци. Министерката за енергетика Божиновска ги презентираше новините предвидени со новиот закон, кој со 82 гласа за веќе ја помина првата собраниска фаза. Меѓу другото се предвидува и формирање на енергетски заедници, каде граѓаните ќе можат да постават соларни панели и сами да водат грижа за сметките. Исто така ќе се воведе и заштита од енергетска сиромаштија, со цел никој да не остане без струја во зима поради финансиски проблеми. Тука државата ќе превземе нешто. Со оваа методологија веќе почнавме да работиме со Министерството за труд и социјала и ќе можеме да ги знаеме точните бројки. Неофицијално има дека околу 50.000 бројката. Има неколку модели кои уште не сме ги финализирале, меѓутоа секако дека државата ќе помогне на овие сите семејства. Од неофицијални извори имаме дека има многу од нив кои се во 4-тиот блок. Освен тоа, законот предвидува МЕПСО да премине во Министерството за енергетика, а ќе се формализира и складирањето на електрична енергија како посебна дејност, што се смета за клучно за управување со обновливи извори. Следува амандманската фаза за законот, а очекувањата на Божиновска се дека ќе биде донесен за околу 1 месец.